K15! Драги гледачи, добар ден! Како и секогаш актуелни, свежи, тазе, со најнови вести, и вие сигурно долго време се прашувате на што се должи тајната на оваа наша актуелност и тајност, а јас сега ќе ви откријам, на пример, појма немам што ќе ни биде денешната тема, меѓутоа како еден угледен водител и новинар, кој што мора да има познавања од сите сфери на општеството и на спортот и на други социјално-општествено-политички структури. Денеска ќе видите зошто сме ние толку актуелни, како се... на пример, овдека има еден господин, гледате, сега ќе дојдам јас со него да поразговараме. Добар ден! Добар ден! Не е могуче! Могуче е на телевизија и вие конечно како не е могуче, ние секаде доаѓаме. Што правите вие овде, господине? Пијам. А зошто пиете, господине, у работно време? Затоа што се разедов од жена ми, она ме напушти и се сме разведени. А зошто ве напушти, господине? Она се дистанцира од мене, пошто сум ми рекол кокошко. Ете, гледате, значи човекот пие, значи тема на денешниот разговор ќе ни биде развод. Ете, гледате како, ја не знам зашто и судовите уопште ги зимаат предвид тоа и рекол кокошко. Па што ако и рекол кокошко? Ја не знам зашто што прават тоа судовите. Па жените додека се млади, сите кога се забавljаме со своите љубавници, како и викаме пиле бое, јагне бое и така натаму бое. Па со тек на време тие растат и они не може да бидат вечно пиле, пилето не е секогаш пиле, после оно еволуира у кокошка, јагнето еволуира у овца, и телето у крава, и така натаму, сите мислам, тоа си е процес кој што секој ден, ја не знам, значи апелисаме до судовите у реформите на правосудството да се води сметка прилика овакви неадекватни одлуки, затоа што гледате, тоа ствара социјални проблеми. Уосталом, жената секогаш асоцира, многу повеќе има асоциација имиња на животни што се однесат на жена, некој на мушкарац. На пример, у различито расположение, својата драга може да се нарече кокошка, овца, крава, да може свиња исто, риба, маче, штука, фока, збија, да имате гуска, да има свиња, да има курва. Уствари курва, тоа не е животно. Цацко, посети ме, после треба да дам пари, нешто имам за плаќање. Нема проблем. Да има... Док за мушки има помало адекватен асоцијативен збор од животињи што се однесува на мужи. Има, например, вол. Има некој мушкараш што се вреđа, кој ќе му речат вол, нема. Волот асоцира на трудолюбивост, значи дека многу е посветен на работата. Онда конј исто, па то конј, то значи гордост. То значи и за парада, то за работа, за све. Да има багаре. И багаре не е навредливо. Ако се извемат ушите од сите други атрибути, може да се доживеат као комплимент и тоа. Така да мислам, нема зашто и во нежниот пол апелисаме да го сваќате тоа, секогаш гледате го од поведрата страна и тоа. На тоа се должат овие наши асоцијативни разговори и нашата актуелност со други информации во некоја друга прилика за вашата телевизија. K15!